Да живее Република Северна Македонија. Одличен мегдан е нашиот историски, заеднички јунак Гоце Делчев. Бадијала сите отстапки и виткања на кичмата, европскиот оптимизам која красеше власта во Македонија почна да го снемува и од нивните усти. Новата реалност се затворени прозорци после јуни, кога се очекува уште една европска блокада од Бугарија, барем ако ги слушаме зборовите на министерот за надворешни работи Бујар Османи. Сметам дека нема доволно енергија и капитал оваа влада да се посвети на една тема откако ќе се затвори овој прозорец на можноста и ќе мора да се свртиме на внатрешните прашања во државата. Што тоа значи? Ќе треба, се разбира, Европската Унија да одлучи што понатаму, но топката веќе не е во нашиот двор, топката е веќе во Софија, затоа што ние направивме све што можеше да се направи како еден конструктивен партнер во овие разговори. А токму тој бликаш од оптимизам пред неколку месеци, кога според Османи договор со Бугарија беше извесен уште на стартот на годинава. Јас разбирам само еден аргумент зошто до сега не се најде решение, фактот дека немаше политичка влада. Меѓутоа сега навистина нема причина зошто да се даваат долги рокови кога има политичка влада, има стабилно мнозинство и во Република Бугарија, и во Република Северна Македонија и може да седнеме уште утре, да продолжиме со разговорите и веќе во јануари да имаме решение. А за напредокот кон Европската Унија, кој сепак за жал го нема, дури прифативме и нова реалност. Новите генерации не ја знаат целата оваа реалност која што треба да не сплотува. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците. А датумот сепак Македонија го имаше добиено, барем ако можеме да му веруваме на поранешниот премиер. Прво во Шуторизери да споделам и убавата вест. Пред неколку часа се вратив од Берлин. Нашата заедничка земја конечно отвара поглавја, почнува да преговара. За разлика од Македонија, која и покрај сите отстапки останува со празни раце, статус на кандидат за членство во Европската Унија по итна постапка ќе доби Украина. Ова го тврди вице-премиерката на оваа држава Олга Стефанишина.